Здраво, живо! Ова е петочно во Германија. Единствениот подкаст за нашите во Германија. Како си, Марина? Добро, Панче, фала. Како си ти? Да ти кажам исто, се смеам на тие работи што моментално ги правам. Уше божичните празници не се поминати, уше дедомразовците ни се подуќаните, а ја зајци нарачувам. Тоа не ми се веруваше кога ми го кажеш и ми се. Ајде малце елаборирај за публиката. За тие што слушаат прв пат, за тие што слушаат прв пат, Панче работи во Глобус, раководител на кој одел беше? Како беше тоа? Се што е за јадење. Се Dream job. ручка. Да. Од сладко, кисело, солено, благо. Се имаме. И за се раководам. И се тоа се сум одговорен. И сега морам, например, сега е сезоната кога се нарачуваат великденските колачиња, поточно зајчињата за Великден. И мораме, сега сум зафатен со тие работи. Колку зајци се продале, што се продало, која фирма, како фирма. Со тоа се занимавам сега моментално. А надвор ме чекаат дедомразовци. Закажуваат. Да, све многу напред. И тоа е. Ама и некои други работи, посебно во прошлата недела ме беа посебно интересни. За нас прекрасна емисија имавме со Наташа, уште еднаш и се заблагодариме за гостувањето, за експертизата што ја даде. Да. И верувам дека кога ќе ни треба правна помош, сигурно дека ќе ја донесеме повторно во нашата емисија. Исто избиднувањата беа интересни што се дешава. Трам се врати, повторно ќе биде ваквото. Влада не паѓа у Македонија, ама у Германија паѓа влада. Така да, и тоа е само моментално тема број 1. Да, пада влада. Ама, ние денеска ќе тема некогаш, да. И ние ќе се префрлиме наскоро, мислам, на такви посериозни теми, ама денеска е малку полабаво. Денеска е ептен полабаво и верувам дека тема која што многу луѓе ги засега, посебно на крајот на ноември, а тоа е германскиот К-15, да го наречеме така, или божичната плата. Да, К-15, божичната плата, божичниот бонус, Weihnachtsgeld. Ќе спомнеме, ќе кажеме зошто оти, кој како, кој има право, кој нема право, колку е, како е. А на крајот сигурно ќе дадеме, посебно ти, ќе кажеш кај ќе ги трошиш парите. Да. За што ќе стасат на крајот на овој месец. Има виртуелните и кошнички се веќе наполнети. Значи се е планирано. Сега, Панче, јас стратешки да. Ја планирам зајци, ти си ги планираш парите. И тоа може. Да. И тоа може, да. Добро, кај мене некој други планира, така да се балансира. Ја балансира. Браво. Битно е да се планира. Наја, Марина, кога прв пат ти дојде во допир со, да речам, тој К-15 или Weihnachtsgeldот? Па во 2012 кога почнав со Ausbildung, значи со обука за административен работник, тогаш беше првата година. Ама тогаш не земав за цела година, дека почнав во август. Се зема само за неколку месеци. Точно. Значи, фама е. Не можам да кажам, не ни знаев освари што е тоа, дека во Македонија немав некое работно искуство, па за да знам какви дополнителни бонуси има и таму, како што спомнати К-15, појма немав. Тука исто, мислам, реално за време на обука или Ausbildung се зема многу, односно се земаше многу мало. Надаме се така да не ми очекував со кој знае каква заработка, ама да се израдував на божитниот бонус тогаш. Да. Како и што се израдуваат, сега имаќе некој, кажеме, значи во Германија, од целокупното работно способно население, кој што работи, не зимаат сите, 85% имаат или добиваат Weihnachtsgeld. Значи тоа зависи од фирмите. Сега треба да се каже дека тој бонус е фрајвилик. Ај преведи го, фрајвилик е доброволен. Доброволен. Тој е доброволен.
Значи, тој не е со закон загарантиран, не дека не е пишан, дека мора Да. секоја фирма или секој работодавец тоа да го даде. И потоа треба да знаат слушателите или тие што го земаат дека постојат две форми на таков бонус. Тоа едното е Weihnachtsgeld, а другото е 13-та плата. Обично тие работи се даваат, како што рековме, за тоа емисијата е сега, крајот на, значи со ноемвриската плата ќе стаса и бонусот за божитните празници или за Weihnachtsgeldот. Сега ќе кажам за ова што е за Weihnachtsgeld. Значи, право на Weihnachtsgeld, тоа, како што реков, зависи од работодавецот. Меѓутоа, Weihnachtsgeldот, како Weihnachtsgeld, има процентуално врз основа на тоа колку си во фирмата. Ако си пола година, 25% од, да речем, бруто платата. Една година, 35. 2 години, 45. 3 години, 55 и потоа натаму оди толку е таа. Значи, тоа е кога се зборува, кога е тоа дефинирано како Weihnachtsgeld. Сега, ако зборуваме за 13-та плата, тоа се разбира, се подразбира, 13-та плата добивате уште една плата. Кај тебе како е регулирано? А кај мене е 13-та плата. Чекај сега, ти имаш и божикен бонус и 13-та плата. Не. Тоа е едно. Некој дава Weihnachtsgeld, ама кога даваат Weihnachtsgeld, кога даваат Weihnachtsgeld, тој Weihnachtsgeld е процентуално од бруто платата. А кога, например, е договорено, например, со синдикатот, во Betriebsvereinbarung, тие работи 13-та плата, тоа што добиваат 13-та плата. 13-та плата фактички е така, да. Значи, истиот е као сумата, ама различни имиња има. Јас сум во јавна администрација, кај нас е малку поинаку и тоа, нели, јас сум по тарифен договор. Има неколку тарифни договори тука, тарифни договори има за значи за општа администрација, овие за комунална самоуправа. Има тарифен договор за сите покрајни, освен за Хесен. Хесен е Special Snowflake. Хесен си има посебен тарифен договор, според кој јас сега сум платена, како вработена на универзитетот. Претходно бев по друг тарифен договор, ТФУД, сега сум ТФУХ. Што има друго, реков на покрајните и плюс на Бунд. Значи тие Бундес институцион што се, нели, на тоа ниво. Таму не се вика Weihnachtsgeld, Sonderzahlung, поменам како се вика. Како и да е, и таму е исто регулирано, како што кажа, и се пишува јасно од таа до таа платежна група добиваат толку проценти од платата и правилото е што помалку заработуваш, толку повеќе божикен бонус добиваш. Што е добро. Тие погорните платежни групи што се, тие добиваат помалку. Мислам, не е тоа кој знае колку помалку, ама е помалку. Значи, како што да. Ама кога што гледаш, например, или кога што кажеш ти, значи има повеќе форми, за да не се бунат луѓето и да намислат дека чекај сега Weihnachtsgeld е таа 13-та плата. Не, има разлика. Значи разликата, ти кога што речете како во администрацијата е, и тоа е договорено со тарифата, со тарифниот договор. Да, со тарифен договор. Денес, например, во Einzelhandelот секоја си ги работи и си ги прави своите и можностите на фирмата, не? Оти не мора да значи дека, ако еднаш добиле Weihnachtsgeld, дека стално ти се добива Weihnachtsgeld. Значи тоа е, како што рековме, доброволно. И во случај да се влоши ситуација на фирмата може да рече, окей, другата година, приведејќи ситуацијата не е како што треба финансиска, одиме во погрешна насока или било како, од безразлични причини, од било какви причини, тоаш може да рече фирмата, окей, 2 година нема божичен К15, нема. Нема К15. Да. No? Значи, доброволна услуга е секако, тоа веќе го кажавме, ама имаше, не знам сега кога беше пред некоја година, имаше некои кавги, некои тужби на суд, као ако неколку години поред или ако долго време фирмата исплаќа, тогаш као треба понатаму да исплаќа, да, така ли? 3 години. Да. Значи фирмата доколку во работниот договор
не го каже тоа експлицитно, дека таа гратификација или тој К15 или тој бонус е доброволен и дека секоја година, тогаш е, например, вработениот се повикува на таа клаузура. Во случај во работниот договор да не постои никаква клаузура, за например за бонитет, за бонус, за ово. Меѓутоа работодавецот исплаќа во ноември повеќе од 100 евра. Значи, што е под 100 евра, не подлежи на гратификација или што ти ја знам таму некои други работи. Меѓутоа, сето тоа што е над 100 евра, и ако тоа се десило, уназад 3 години постојано, значи, не ваа година, па 2 години пауза, па една, ами 3 години уназад, константно, тогаш вработените имаат право и четвртата, значи тоа преминува веќе во навика. Традиција, да. Традиција, точно. Значи, преминуваме од традиција. Значи, од, да речем, не традиција, преминуваме во традиција. И тогаш, работодавецот е обавезен да тој бонус да го исплати. Тоа, верувам дека заради тоа било целото. Али, сумата така беше. Гратификација треба да испадне над 100 евра. Оти под 100 евра тоа не го прифаќаат, вакво речи го, судо, па и кога се тужиш, не го прифаќаат како деме као бонус или што ти ја знам, као зонда цало. Значи, сумата е таа, се што над 100 евра, ако е 3 години уназад, а не е наведено во договорот, оти во договорот стои дека тоа е доброволно, дека значи со тоа само самиот штити, да не дојде до вакви ситуации. Оти може да се деси, па кој што реков ја прејаска, да биде во лоша финансиска состојба. Не може да го даде. Да. Исто тоа се однесува и на парите за одмор, урловсгел што го викаат. И тоа е доброволно, фрајвилик. Тоа не е обврски, тоа е администрација. Ја. Не, и кај супруга и она исто во болница, на пример, они немаат урлов, немаат. Ние кај нас тоа е регулирано. И во договорите, во работните договори е ставено тоа. Значи дека урловска 12 има, ама е фрајвилик. И тоа се двете страни. Тоа што многу прашуваат, гледам и по групиве, колку е Вајнахскел, колку треба да земам, тоа се стои во вашиот работен договор. Не, може би нема да се вика Вајнахскел, ќе се вика некако Зондацалунг, Јалишецалунг, било како, ама треба да стои во работниот договор. И е најбитното тоа да го знаете дека работодавецот не е обврзан тоа да го плати. Не е обврзан да го даде. Не? Да. Исто може да го извини малку, сега ми текна кога ме праша првиот божекен бонус, тогаш беше нели кога работев, ама најпрвиот божекен бонус што не беше во облик нели на пари, ми беше кога работев како опер во фамилијата во Германија, во болница, нели кога дојдов во август и во декември си отидов во Македонија на одмор. Нели они тука Божиково она, и кога се вратив ми дадоа као плико и ебе вика наместо Вајнахскел, сега се и она сигурно давала на сите. Јас бев мислам четврта бебиситерка поред која што живеела кај нив, и викам така на сите им дававме нели по не знам колку се, малку сигурно, ама се едно мислам гестот се важи. На мене наместо пари ми дадоа карти за Лебедово езеро. Обожавам балет. И да, и ми дадоа карти. Многу убаво си поминав. Да, тоа беше уствари мојот прв божекен бонус. Точно. Баш супер ова што го спомнаш, не мора да значи дека Вајнахскелот или таа гратификација ќе биде во форма на пари. Значи може да биде во форма на гучен, во форма на некои други материјални девеки, кој што рече карти за ово она. Тоа зависи се од фирмата, прибедејќи се тоа е доброволно. Доброволно е. Што би сакал да спомнам или да спомнеме во ова е тоа што се дешава доколку ја напуштите фирмата. Значи, дали ви следува, дали не ви следува, кога ви следува, кога не ви следува. Значи, тука веќе нешто регулаторно или регулирано е веќе со законската регулатива. Значи, доколку целото тоа е, доколку фирмата исплати и вие сте работеле во таа фирма годината, испаѓате во септември,
тогаш е нормално дека со последната плата треба, доколку тоа стои во договорот, Einteilsmäßig или ај преведи го. Делумно. Деловно, Делумно, тие да. да ви се исплати Weihnachtsgeld. Тоа е Сварно? факт. Значи во договорот треба да стои, да. Во договорот треба да стои кој што реков ја. Ако договорот стои дека ви следува Weihnachtsgeld, дека тоа сте го добивали и си работи, сега испаѓаш на пример, испаѓам во септември. Сум работел, значи веќе сум работел 9 месеци. И тој Weihnachtsgeld тие 9 месеци сум ги заработил. Оти Weihnachtsgeldот можеш да отидеш во персоналното биро и да речеш, окей, јас сакам Weihnachtsgeldот да не ми го давате еднаш во ноември, целосно ноември, ами дајте ми го на 12 месеци. Значи секој месец, да речем, и од 200 евра да направиме некоја проста математика. Weihnachtsgeldот и од 200 евра. Можеш да речеш, окей, дајте ми вие секој месец по 100 евра на моето бруто. И истото тоа се исплати. Да. Ние прашуваме, например, кога ги правиме тие работи, привидејќи со тоа, од една страна си го зголемувате брутото и фактички имате месечно повеќе приход, повеќе нето, а може да ви се деси или да се деси доколку и од 200 евра одеднаш ви влезат да речем во брутото, може данокот да ви биде повисок и помалку пари да испаднат, например. Има тука некоја мала пресметка, ама па да речем германците за 5 евра се чанчат, се онадуват, пресметот до последниот цент. Кај не се битното на големо да влезе. Али таа можност постои, значи оваа гратификација да ја делите на 12. И у таа ситуација, например, овој викаат, колку беше? До септември 19 900 евра со последната плата плюс треба да испадне. Значи тоа треба да пазите што имате, дали во договорот ви е наведено. Колку е наведено. Тоа е едното што треба да пазите. Сега сте земале Weihnachtsgeld за 2024 и од 2025 ви текне у февруар да си отидете од фирмата. Тогаш може да се деси, оти фрајвилик, работодавецот да си ги побара. Оти, законската регулатива вели дека еден Weihnachtsgeld, што сте го добили во прошлата година, а не сте задржали, например, работната позиција до 31.3. следната година, може работодавецот да си го побара Weihnachtsgeldот да го вратите назад. Измеѓу, значи ако не останете во првите 3 месеци во фирмата, може да се деси работодавецот да рече колку доби и од 200 евра, окей, со последната плата и од 200 евра помалце бруто и тогаш сме квит. Ја ти исплати за таа година, ти за оваа година. Во јавна администрација не е така, ама не е ни толку така флексибилно направено, треба да си на 1.12 треба да си вработен, значи во институцијата за да имаш право на божиќен бонус. 1.12, знам јас си отидов лани на 1.11 и колегите како шо, ајде сега требаше да истемпираш, да земеш уште еден божиќен бонус. Сега викам, не може цело време нешто да се темпира, онака, некогаш функционира, некогаш не. И покрај божичниот бонус според другиот тарифен договор кај што работев, таму имавме и крај на јануари некој бонус и сега викам ајде, нели, од нешто мора да се откажеш. И да, знам за тоа дека ништо не добив онака и покрај тоа што ете 10 месеци од таа година бев таму вработена. Ама од друга страна па и нема таква ставка да треба да се враќа божичниот бонус ако си го добил другата година, тоа во јавна администрација не е така. Гледаш, има разлика. Не сум знаела. Да, има разлика. Ама кај тебе најверојатно во работниот договор не стои таа гратификација, тоа дека имате добивате. Тоа си сега не ми текнува, ама тоа се стои во тарифниот договор. Тарифниот договор на таа бранжа. Кај нас, точно на кај нас, например, ние кога ги ставаме договорите, зборувам сега за Einzelhandelот, значи довија, кај нас експлицитно стои во работни договори, без разлика дали е на, да речем, на Teilzeit, на Vollzeit или што ти ја знам каква позиција работи. Во секој договор стои таа клаузура дека таа гратификација, K15, бонус, сондацалон, како ќе наречеме, не е битно, е слободна и дека таа гратификација доколку тогаш значи испадне од фирмата, ние можеме да речеме, окей, ајде, значи не сме
сепак, понекогаш сме и, да речам, емпатични и одлучуваме да речем, окей, се струдил, се онадил, се пустил за штура, например, стварно. И сега одлучил да смени работа сега. Не е ништо тоа, нормално е да менјаш работа тука, не е ништо страшно да менјаш работа. И да речем, окей, ајде, си помиравме добро, фала ти многу, пријатно и он е задоволен, че немало никакви рчки. Обично враќањето на парите секогаш е као, да речем, некоја си малце притисок теме, као ти ги земам парите, ти треба да враќаш пари. Парите се враќаат од таа ситуација кај тие вработени што не се понашаат, на пример, добро. Зошто му ги простам тие, на пример, пари, кога цела година ме ашка, а сум морал да му ги платам, да речем. И во тој момент имам право да му речем, слушај, окей, арско, се е во ред, можеш да заминеш, меѓутоа привидејќи заминуваш на, да речем, на 28 февруар или на 31 февруар, кога тај кај тебе, тогаш можам да речем со таа плата на персоналното, оти заминуе, наместо од премина да му дадеш, му викаш, окей, ти ги дадов, меѓутоа законската регулатива, си ги повлекуваш парите назад и тогаш е, да речем, на нула си, чиста вакво ето. Да? А ние оваа година, што сме според тарифен договор на покрината Хесен, не знам сега, баш ме интересира некој, ако слуша, ако работи во таква јавна институција, не познава многу. Ние сме посебно среќни, бидејќи ние сега крајот на ноември, освен божикниот бонус, добиваме и третиот дел од надоместот за инфлација. Хесен беше многу касно значи многу задосни со преговорите. Не знам кога се оваа година, мислам дека се февруари негде се донесе новиот тарифен договор, нов. Во февруари, август и во ноември тие 3000 евра што беа во повеќето бранши, во повеќето сфери што се дава, не следува и нам, и затоа последната рата со божикниот бонус. Епа, верувам дека листата ти е голема, кошничката ти е полна. Па голема ми е, ама сакам и да заштедам малку. Дека реално сега не ми требаат многу работи. Затоа да ви препорачам, ако ви треба нешто, размислете си со трезана глава пред да стигне божикниот бонус. Почнува Black Friday тука, односно не е само Black Friday, туку Black Week, како и да се викаат, од 29 ноември. Кај Амазон дури порано, не знам од кога почнува Амазон, од 21 ноември. Има предобри попусти. Јас лично најголемиот ќар сум го имала пред 3 години, кога се спремав за пораѓајот со Тино и треба бебешки работи. Парче, значи не од се што ми требаше, тогаш нарачав, стварно супер заштедив. Според дувајте, многу работи може да се најдат поволни, пред се Медиамаркт, Сатурн, значи бела техника, тоа уствари на наснина листа, некоја машина за перење треба да се земе. И да видиме дали ќе го израдуваме Лука со некоја PlayStation. Сигурно. Не? Треба да се спомне дека тој Black Friday фактички доаѓа од американското, да речем, трговачко подручје. Тоа фактички се дешава после нивниот Thanksgiving, не, како го викаат, ќурките го јадат, вако е. Денот на благодарноста, да. Точно, деме као после тој ден ги отвараат сезоната на божичните празници и тој викенд е за нив посебно да речем купувачки викенд. Во Европа, например, или во Германија, тоа повеќе се однесува на тој ден, меѓутоа во последните години, например, ние веќе во Глобус го користиме тој ден за поголема продажба, стварно се продава повеќе. Меѓутоа повеќе е за, како што рече ти самата, за онлайн ханделот, не, значи за интернет платформите, не? Спомнам, че тоа и тогаш парчиња се прават. Еви, тука ќе спомнам една бројка извадив. Во 2023 година само на тој викенд, значи Black Friday
и познатиот Cyber Monday. Не? Cyber Monday, да. Тоа е Не? петокот уствари после тоа, Понеделникот, да. Петокот, сигурно, да. петокот е Понеделникот. Black Friday-от, а понеделникот е Cyber Monday-от. У тие 3-4 дена онлайн ханделот во Германија спечалиле 5,8 милиарди, значи луѓево 5,8 милиарди легле по овие, да речеме, биг плеерите на ваквојот. Не? И како што спомна ти, најбараната роба била текстил, бебешки работи и потоа и козметика и потоа идат овие речево технички работи. Не? А прв почнува тоа тука, кога почне 2016 Apple да го прави тоа тука, значи тој Black Friday или Cyber Monday. 2016 толку тоа беше завчера. Да, од 2016 масно, 2003 почнуваат некако, ама тогаш не, ама 2016 е првиот официјален кога веќе на пример и се рекламира на пример како Black Friday, не, или Cyber Monday. Значи тие се од тогаш почнуваат официјално и таа дори имало тужби и што ти ја знам таму заштитно, ама тука одлучиле, приведејќи тука се е бирократски, се е заштитено, се е со марки, со сите тие работи, е заштитено дека тој Black Friday не е веќе како да речам, не е како марка, како шуцмарка, не? Значи слободно, секој може да го употребува за рекламни потреби, а пред тоа не смел секој да го употребува тоа. Така, тоа не сум знаел. Ти имаш нешто планирано сега за Black Friday? Black Friday? Да. Освен да работиш, мислам да си купиш нешто. Black Friday има некој тамушче ваквоето. Кој не се замарам работи, јас сум стационарни. Понекогаш си го прашувам прашањето, ако се нарачуваме преку интернет, да речем, што ќе правиме ние со попродавничиња, например, што ќе прави Карштад, што ќе прави H&M, оди се повеќе се нарачува, значи тоа е факт. Факт е тоа. Се нарачува панче, ама ете онлайн на пример се можеш да најдеш. Еднаш исто не знам во која епизода ова го спомнав кога бев во H&M да барам нешто за Лука, ништо немаше, избор немаше никаков. И баш на апликацијата можеш да видиш дали тоа парче облека е достапно кај тебе во најблиската филијала и кај, не знам дали мојата среќа е таква, кај 80% од работите што ги кликнувам пишува но онлайн verfügbar, значи само онлайн може да се купи, не ги има во продавници. Така да сигурно си е некој зачаран круг, ама сега тоа е. Тоа е факт. Значи, онлайното е виртуелното, се може да најдеш и сите работи можеш да ги најдеш и оди брзо. Например, сите работи, немаш проблем, од дома. Тако на топличко, си седиш, си ццкаш, си пушташ, си притискаш и за 2-3 дена пакетчето стасува. ДПД. За Black Friday дури побрзо, има дополнително вработуваат, нели, доставувачи на пакети, не сум имала проблем со пратки за тоа време. Грејата, жал ми е за нив. Премногу работа. Да, ама и ајде речем, они сето тоа го поврзуваат, значи од една страна ги даваат тие средства или тие доброволни средства, речем, вајнец гратификации, ги треба пак да се врати во Uber, да. Ама од друга страна, тоа е така дека и германците за Божик, спротивно од, например, од нашата традиција, многу си поклонуваат за Божик, значи големи, скапи, најголемите поклони уствари за Божик се добиваат, повеќе отколку за роден ден. И затоа, уствари, крај на ноември, тоа се стратешки за гермањето да има време и пари, во декември да се изнакупи поклони, уствари, за сите. Сите што ги знам, така ги трошат парите. Мислам, германци. Они фактички у ноември сите поклони купуваат, а од декември само за јадење се купуваат. Да? Значи, ноември е појак месец. Да речам, порано да речем, пред 20 години, кога овие работи ги немаше, например, декември беше стварно најјак месец во годината. Сега, од кога почнаа овие, да речем, работи со Black Friday и сите тие работи да се прават, значи, кога почнаа поинаку да ги размислуваат работите, силината или вредноста на на парите што влегуваат во Einzelhandelот е поголема во ноември, отколку во декември.
Да. Приведејќи ги, кој ќе купиш, да речем, 3 пара джинс, тоа се 300 евра. Да купиш 300 евра за јадење, ќе ти требаат многу други работи, значи многу подруги работи, затоа во ноември го правиме стварно, значи ноември е најбитниот Најголемиот. месец за успехот на некоја од овие, да речем, што сме вие ни прехампени. Ако ние, да речем, малниот дел на такви продукти, меѓутоа идат и купуваат тоа и покрај тоа се купува и исхрана. А во декември веќе тогаш се прават менињата, за тоа ќе имаме и последна епизода сигурно. И ќе кажеме што и право, како се прави, што се прави и тие работи. Уши сега ми те почнат да ми течат лигите за мени, мени. Ама сега е таква работа. Ноември е таков месец. Малце да стегаат, ама сега го ќе им стаза оти некои и на други ден ќе земат утре, не? Но или веќе ќе им легнат парите, например на 15-ти стасуват, не? Так. Да, и тоа што викаш, не зема секој крај на месец платата. Да. Освен за Black Friday може да ги потрошите секако парите, нели каде што сакате, меѓутоа има и многу настани во декември и во ноември кај што што може да ги посетите. Последно викенд. Значи може да си нарачате. Може да си нарачате и потоа сабота ти се отидете у Хилда на Наум Петровски и Зоица Лазовска. Да, Зоица Лазова. Пријатели. Да. Него не да ми се лути. Иначе ми се лути. Нема сигурно. Ние иначе се договоривме веќе и најдовме се договоривме со едни пријатели, они да го чуваат Тино, да дојдеме да се веселиме на рад. Здравје, се радувам многу. Јас си барам смештај, ќе најдам некој хотел што таму да преноќам, оти немам намера да се враќам назад. Да, тоа не е страшно. И треба карта да си купам. Треба да се јавам кај нашите призочија. Јави се, да. Јави се, има сигурно уште. И покрај тој стварно спектакуларен настан, треба и најавиме дека ќе има и друга гостинка која ќе прошета по германските простори. А тоа е сигурно, верувам, во многу медиуми веќе познато. Нашата позната Каролина Гочева. The Ultimate македонско девојче, да, ја спомнавме, мислам, пред некоја епизода. Да, има многу реклама на секаде, сигурно сте виделе. Јас мислам дека нема да можам да отидам ради, нели? Касно ми почнува дека со деца сме, затоа толку не можеме да се организираме. И тоа ми е единствениот проблем, ама иначе за Геане, многу ја сакам. А јас ја видов уствари сега летос како бев во Македонија, така да нема да бидам болката толка. Да, на 100 години Скопско, мислам, така беше нешто. 100 години Скопско, да, така беше. Да. Јас веќе изгубив јас сум, тој викенд ќе ми биде таму и таму. Да. Значи во сабота Хилден, неделата да се враќаме и неделата вечер сум во Мајнц и ќе ја гледам и Каролина. Значи сум потполно ќе биде македонски викенд, значи Black Friday со македонски викенд и Сајба Монтак. Така ќе биде кај мене. Ај ќе видам, може се с нешто со женско друштво да се договориме. Ама сега за сега, да, ќе видам. А јас имам уште еден настан, иначе на крај на ноември одам со едни прекрасни дами од Гизен на балет тука. Врти случи пак на балет некако. Овој пат на Орево Кршачка, се радувам многу. Да, многу сакам балет, стварно, посебно Лебедово езеро го имам гледано, не знам, 10-15 пати уживо. Која представи? Сега е Орево Кршачка, кај што ќе идеме на во Гизен, да. Орево Кршачка? Ашен пудол там ли? Ја немам гледано, да. Општо многу сакам да си, значи тоа ми се стварно многу добро инвестирани пари, вака за настани, за забава, за било што и кога сме веќе кај тоа, да спомнам уште еден добар начин да се инвестираат пари, не можам да го спомнам зборот трошат, стварно е трошење пари. Може да се сеќавате на Маја. Маја ни беше гостинка во четвртата, мислам, епизода. Четвртата. Да, во 8 мартовска епизода.
Она е македонка која живее во Германија, работи како трансформацијски коуч, нуди, значи, 1 на 1 коучинг, има програми разни, значи има на Инстаграм споделува секакви совети, ќе ви ја линкнам да си видите и сами, дека стварно не можам веќе да ја следам што прави. Едно од работите кои што ги прави е работилница за постигнување на цели. Таа ќе биде на 1 декември ќе се одржи, ќе трае 3 сати. Така ќе биде бајги интензивно, интерактивно, како што прочитав, на лице место, онака ќе може човек да си разработи за себе јасност што сакам, како сакам да правам во животот, од сите сфери, кои ми се целите, кои се чекорите кои што треба да ги преземам. И така натаму, сум била на таков сличен настан кај неа пред 2 години, мислам, може и поише беше уствари. И беше стварно многу добро. Значи, ми даде некој кик на енергија, уште со недели ме држеше после тоа. И стварно мене многу ме помогна. Мислам, малце вака се да не звучам, ама евидентно е малце, дека сепак сум стварно многу активна, значи имам 2 паралелни кариери, деца, полноработно време, нели, маш, тука се супер домаќинство како што си е, како и секој нормален човек, и подкастот секако да не го заборавам. И моите најпрекрасни другарки. Мислам дека постигнувам се горе-доле и голем дел од тоа планирање, од тие визии, стварно ги должам на Маја и на низините совети, на низините коучинзи. Стварно ја препорачувам од се срце. Ке ви оставам линк. Може да ја ликнеме уште еднаш епизодата, кога ни беше гостинка заедно со Дијана. Стварно беше многу инспиративна епизода. И исто така и незиниот Инстаграм профил. А што ми текна, само жени ли сте таму или само сте мажи? Не, та може, не. Тоа е, тоа е за сите, нема некоја ограничување, ама мислам дека повеќето клиентки се стварно жени. Маја е веќе значи глобално застапена и затоа работилницата ќе биде на англиски. Има стварно клиенти и публика од цел свет. Не знам стварно од каде веќе не, ама да, си направи ептен бренд. Супер. Епа Марина, баќи ЕПП-то заврши, проликува, вакво е. Да. Ама тоа се работи што стварно си да. Од срце ги препорачувам. Ние сме за сите отворени, немаме некои големи вакве, не сме ни плави, ни црвени, ни жолти, ни зелени, ни црни, ни бели, ние сме Марини и Панче и за сите сме отворени и сакаме сите да ги кажеме, да ги споделиме, тие што ги знаеме или тие што сме ги разбрали, што мислиме дека тоа ќе биде убав, ќе биде убав настан за сите да го отидат да го видат, без разлика кај и што и како. Кој има можност треба да ако организира некој нешто, слободно пишете ни. Точно. Нека пише таму. Не сега, ама ноември е убав месец, ако ќе малце ладничок, ама сепак ќе ни биде топло во новчаничето. Кошничките ќе се полнат. Ама не многу долго. Кошничките ќе се полнат и после тоа со едно дугме цветот сте празни и стасуе со комбенцето пред врата и отпакувајте пакетчиња. А секако дека слушате ни понатаму во петочно во Германија со Марини и Панче. И тоа е тоа. Чао, чао.